Почнете од почеток со Бони Сала. Може ли Бог да ме употреби? Илија беше човек по природа ист како и ние. Јаков, 5 глава, 17 а стих. Не знам кој го кажа тоа, но ми се допаѓа оваа изрека. Сите ние сме криви стапови со кои Господ влече прави линии. Веројатно тоа е верзија на она што можеби го рекол Мартин Лутер. Бог може да повлече права линија со крив стап. Дали и вие како мене се поистоветувате со идејата да бидете криво стапче? Јас сум длабоко свесен за моите многу недостатоци. Постојано морам да се потсетувам дека Бог никогаш нема да ме повика да направам нешто без да ми даде се што е потребно за која било задача што ќе ми ја предаде. Неговата рака на мојата е клучното нешто. Дали знаеш кои луѓе ги избрал Исус за своји тројца клучни представници? Мажи кои ќе бидат изведени пред управители и кралеви во своето име. Тој ги избра Петар, Јаков и Јован, кои не беа адвокати, ниту извршни директори, ниту верски водачи, туку рибари. Исус им рече: не грижете се како или што ќе зборувате, зошто во оној час ви е дадено што треба да кажете. Зошто не сте вие кои зборувате, туку духот на вашиот татко, кој зборува во вас. Матеј, 10 глава, 19 и 20 стих. Со својата божествена сила, вели библиската втора книга на Петар, Бог ни даде се што ни е потребно за да живееме побожен живот. Втора книга на Петар, 1 глава, 3 стих. Следбенику на Исус. Исус те гледа како исполнет со неговиот дух. Тој гледа како веќе ти е дадено се што треба да ја постигнеш целта за која те создал. Нека те придвижи неговата рака, пријателе, криво стапче. Следевте еден момент на рефлексија од Бони Сала. Почнете од почеток со Бони Сала.